Никола Давидовски, Агрон Фазли, Столе Димитриевски, Националната установа Музеј, Здруженијето Форма Нова и хуманитарната организација Крепост се добитниците на ноемвриска награда за 2024 година, соопшти на денешната пресконференција Невена Величковска-Зиројевиќ, председател на Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија. Наградата ќе им биде врачена на свечената седница по повод денот на ослободувањето на Куманово 11 ноември. Во однос на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија на Советот на општина Куманова на седница која вчера се одржа на 31 октомври 2024 година во полн состав и ја донесе следнава одлука. Ноемвриска награда на општина Куманова за 2024 година во вид на диплома и паричен износ им се доделува на следниве поединци. Никола Давидовски, естраден уметник во пензија, за неговата долгогодишна кариера на македонската музичка сцена, на која испеа бројни песни, меѓу кои безвременскиот хит Земјо мила, која при осамостојувањето на Македонија беше предложена и за државна химна. Агрон Фазлија, председател на Занечитката комора на Република Македонија и менаџер на фирмата Модна куќа Стил Куманово, за исклучителен придонес во промовирањето на занаечиството на регионално, национално и меѓународно ниво, при што придонесе Куманово да стане водечки центар на традиционалните занаети во државата, како и за неговата клучна улога во обезбедувањето на субвенции, бенефиции и други финансиски поволности за занаечиите, со што им овозможи нивна финансиски стабилност и можност за развој. И Столе Димитриевски, голман на фудбалската репрезентација на Македонија и на шпанскиот фудбалски клуб Валенсија, кој има одиграно повеќе од 70 надпревари за македонската репрезентација. А во 2021 година ја представуваше државата на дебитанскиот настан на Европското првенство во фудбал, каде особено се истакна со своите маестрални одбрани. Комисијата одлучи и за ноемвриска награда на општина Куманово 2024 година во вид на диплома се доделува на следниве правни лица. Национална установа Музеј Куманово за огромен придонес кон популаризација на музеот и музејската дејност и едукативното действување за значењето на културното наследство на државата, а која оваа година одбележува и повеќе јубилеи, меѓу кои и 60 години од формирањето. Здружение за ликовна уметност Форма Куманово за значајниот придонес во областа на уличната уметност, која е автор на многу бројните мурали и графити во Куманово и во многу други градови во Македонија и во странство, и хуманитарната организација Крепост Куманово за реализираните хуманитарни донации за социјалните категории на лицата во градот и во руралните средини. Особено сакам да се заблагодарам на сите кои што аплицираа оваа година за ноемвриската награда. Имавме вкупно добиено апликации 22, од кои 12 за физички лица и 10 за правни лица. Воедно сакам да се заблагодарам и за Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија, која едногласно и оваа година ги одбра добитниците на ноемвриската награда, а воедно на граѓаните сакам да го честитам празникот 505 години од постоење на општина Куманово. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера вечер во 23 часот полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 28 годишен кумановец. Тој бил осуден на 1 година и 6 месеци затворска казна за сторено кривично дело тешка кражба, а бил баран по потерница за доиздржување на 1 година и 4 месеци од казната. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа Затвор Куманово во село Кшање за доиздржување на казната. Во став вечерва гостува психологот Дивна Јанкова, председател на Здруженијето на граѓани Доверба од Куманово. Таа ќе говори за активностите во рамките на проектот Неми сведоци, чија цел е да се придонесе за намалување на различните форми на насилство кај младите, за центрите за поддршка на учениците отворени во училиштата, за настанот Трка за мир. Во реализацијата на проектот, кој финансиски е поддржан од екуменска иницијатива Жена од Хрватска, вклучени се ученици со мешан етнички состав од 4 средни училишта. Проектот е замислено да се работи на заекнување на ментално и емоционално здравје
и воопшто на благосостојбата на учениците и борба против сите видови на насилство. Целни групи имавме 3, значи они ученици што ги спомнав од 3 училишта Наци Буџони, гимназија Гоце Делчев и Перо Наков, кои веќе оформија клубови за медиација. Понатаму беше како ново и Киро Бурнас училиштето, затоа што има потреба да се помогне на ученици да се вклопат во новата средина, да кажам нова, затоа што долго време беа онлайн, да им се подобри комуникација, она поддршка на припадност во група, тимска работа, меѓусебно разбирање и нормално да прават демократски промени во своите средини. 20 ученика од Киро Бурнас, а 24 ученици од мешан етнички состав од претходните 3 училишта и целна група и професори и родители. Зошто и они? Затоа што потребно им е на нив да знаат да препознаат на родителите дека нивното дете трпи насилство, да знаат како да му помогнат, да му придат. Исто и на професорите. Да им бидат поддршка на учениците, самите ученици, значи во текот на проектот, односно, ги побараа професорите да им помогнат во определени случаи. Замислено е така да биде една мрежа на солидарност, рамноправност и меѓусебна поддршка. Реков, професорите беа на обука и понатаму ќе се вклучат во центри за поддршка на ученици рамноправно. Да биде поефикасна помошта што ќе им ја пружат на жртвите. Православните христијани утре ја одбележуваат задушница. На овој ден се посетуваат гробиштата каде што со молитва, пченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен за починатите. Бидејќи на задушница граѓаните традиционално носат поголемо количество на храна на гробиштата, надлежните од јавното претпријатие Чистото и зеленило вчера ги информираа граѓаните дека на портирницата на комуналното претпријатие на влезот на градските гробишта може да си подигнат црни вреки за смет кои што подоцна ќе ги фрлат во контејнер или пак доколку се преполни ќе ги одложат до садовите за смет, за да можат екипите на јавното претпријатие попладнето или в недела да го соберат отпадот од гробиштата. Во организација на регионалната занаетчиска комора и Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија в понеделник ќе се одржи настан насловен Свечено субвенционирање на стари занаети, втор саем за мало стопанство и отворање на градска сувенирница во Куманово во просториите на занаетчиски дом. На настанот кој што е финансиран од општина Куманово ќе се обратат председателот на занаетчиска комора на Македонија, воедно и на регионалната Агрон Фазлии, министерот и заменик министерот за економија и труд Бесор Дурмиши и Маријан Ристевски и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Пред присутните ќе се обрати еден од најстарите занаетчии во Куманово, Столе Трајковиќ. Во уметничката галерија вчера вечер беше отворена меѓународната изложба на уметнички фотографии Фотосалон. Организатор на изложбата е Фотокиноклубот Козјак од Куманово. Оваа година на изложбата која беше под покровителство на светските организации како ФИАП, Фотографската унија на фотографи и ДИПА, зема учество 213 автори од 52 држави и беа поделени 92 награди од еминентно жири во состав Раша Милоевиќ, Михаел Кацафура и Маријан Јаневски. Како и секоја година, и оваа година Фотосалон и сите настани кои ги организира Фотокиноклуб Козјак од Куманово не би постоеле без нашите покровители и спонзори.
Во предлог буџетот за 2025 година има резервирано пари за евентуално зголемување на минималната плата во висина од 2 милијарди денари. Ова го изјави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, образложувајќи го предлог буџетот. Таа рече дека државната каса ветува реална реализација на планираните 50 милијарди денари за капитални инвестиции. Планирани се 15 милијарди денари зголемување на ставката на пензии, уште 2 милијарди денари зголемување кон фондот за здравствено осигурување по овој основ. Кај социјалните трансфери има околу 500 милиони денари зголемување. Буџетот за 2025 година денеска ќе биде поднесен во собранието, а во него се предвидени околу 200 милиони евра повеќе за зголемување на платите во јавниот сектор и во администрацијата. Во првите 6 месеци од годинава казнети се 1825 возачи, односно само 45 казни помалку од истиот период минатата година, покажува извештајот на полициската станица од општа надлежност. Вкупно 243 возила биле исклучени од сообраќај, а како што се посочува во извештајот, во најголем дел од случаите причината била необновена регистрација до 30 и над 30 дена, како и неисправни возила. Од сообраќај биле исклучени вкупно 1582 лица, од кои во најголем број поради потешки прекршоци, како што е управување на возило под дејство на алкохол без возачка дозвола, возач почетник и останати причини согласно законските прописи. Од страна на полициска станица за безбедност во патничкиот сообраќај констатирани се 2467 прекршоци, од кои во најголем број се поради движење со поголема брзина од пропишаната, возач кој не носи заштитен шлем, минување на црвено светло на семафор, непрописно пристигнување, недавање првенство на минување, недавање првенство на пешаци, како и прекршоци сторени од страна на пешаци. Се посочува во извештајот. Биле извршени алкотестирање на 2814 возачи, а привремено биле одземени 378 возачки дозволи поради возење под дејство на алкохол и 106 поради решение од суд.